За нова година свинското месо ќе биде најбарано, велат граѓаните кои уште од сега за него го резервираат главното место на трапезите. Дали свинското и нова година одат заедно? Да, одат. Свинско месо, било какво треба. За нова година? За нова година. Одат. Свинското и нова година. Да. Па одат, како не одат, ке се пече прасе, ке се права. Одат заедно. Одат за нас, за македонците, одат заедно. Одат заедно и тоа како? Например, се знае кој зашто раки чепти. Печено, подворок што? Подворок не, печено. Печено, скара, само скара. Свинското веќе подолг период има стабилна цена, но дали таа е прифатлива за граѓаните? А дали свинското месо е скапо? Скапо. Скапо, 420 динара. Скапо е. Јас замах ребра, замах калбаси, замах порано за нова година. Скапо е. Да ви кажем искрено, не знам, во моментов не знам. Па не е скапо. Мислите дека не? Не. Иако цената може да биде и пониска, главното прашање е дали за празниците може да биде и повисока. Не, цената нема да се зголеме, цената е иста уште од лани од овој време што се вика од пред нова година не е покачена цената и останува истата цена. Која? Па 115 денара плюс ДДВ. Ова значи дека сегашниот буџет свинско може да дозволи, а тоа е најдобро на следниот начин. А најдобро е да биде печено у фурна, да речеме, домакински, у домашна фурна или овие печките што се сега на струја популарни што прават пастрмали, исто така може да се направи печење и да биде најдобро приготвено. На еден или друг начин е личен избор, но неговите сегашни цени се од 320 па се до 370 денари за најдобрите парчења месо по килограм. И за крај, дали домашно свинско ќе има доволно? Ќе го има доволно, има количини што ќе го задоволат без проблем нашиот пазар.